Драги гледачи, добро вечер. Ова е третото издание за македонските работи. Мој вечерашен гостин е професор доктор Јованка Кепеска. Добро вечер. Добро вечер, Наташа. Мене ми е драго што сме вечерва заедно, бидејќи ние и во научниот дел соработуваме, меѓутоа имаме и едно пријателство кое веќе повеќе години го имаме. Но колку за публиката јас би сакала само да кажем дека вие сте професор на Универзитетот Кирил и Методи, на Филозофскиот факултет, на катедрата за социјална теорија. И многу ми се допадна темата која што ја видов кога сте докторирале, современиот научно-технолошки развој, тема која што е секогаш актуелна. Но вечерва ние ќе разговараме за многу македонски работи кои што ги начнува и Мисирков, меѓутоа исто така се актуелни и во нашето современо живење, истражување и проучување. Но вечерва ние ќе разговараме за многу македонски работи кои што ги начнува и Мисирков, меѓутоа исто така се актуелни и во нашето современо живење, истражување и проучување. Но сепак би сакала гледачите да знаат дека вие сте керка и на професорот Круме Кепески, македонист, граматичар, учебникар, педагог, кој што е автор на првата македонска граматика од 26 јануари 1946 година. И јас како историчар можам да си дозволам да речам дека заедно со азбуката, правописот и граматиката веќе го заокружуваат вистинскиот круг како треба да изгледа работата околу стандардизирањето на македонскиот литературен јазик. И би сакала накратко да ве прашам, какви се рецензиите во однос на објавувањето на граматиката на Круме Кепески, бидејќи знам дека познатите слависти имаат своја реакција во однос на сето тоа? Па, таја имала огромна улога внатре во Македонија, просветна, културна, научна, се разбира, но била и сведоштво за македонскиот јазик во светот. Така што светот осознал за структурата на македонскиот јазик преку таја граматика, бидејќи таја граматика санкционирала една објективна состојба на македонскиот јазик. Таја ја покажала дека и морфолошки, и синтаксички, и фонетски македонскиот јазик се разликува од другите јазици, балкански јазици, и значи е сведоштво за посебностите
на македонскиот јазик. Оттаму побудила голем интерес во славистичките кругови и се искажале најпознатите слависти во светот, какви што се Андреј Вајан, Дебреј, Фринта во Чешка, во југословенски размери, исто така словенецот Макс Робич, но и сите, како и македонските слависти, македонисти се искажале по граматиката, меѓутоа значајно е што таја била сведоштво за македонскиот јазик и потврда за посебноста, токму преку пристапите во тие рецензии околу македонскиот јазик, информирајќи или анализирајќи преку граматиката каков е јазикот. Тие се претпоставка за посебноста, тие изјави или тие пристапи во рецензиите се претпоставка за посебноста на македонскиот народ и јас ќе ги споменам. Кај Дебреј, тој е англиски славист, јужнословенски славист, се школувал исто така кај Белич и дури во времето на мојот татко, Круме Кебрски, тоа е 30-тите години, дури бил во Охрид пред војната и се сретнал со татко ми, кој што има прва служба во Охрид. Тој ја почнува рецензијата со познатите зборови кои станаја претпоставка за анализа на македонскиот јазик, дека судбината на македонскиот јазик, тој го нарекува македонски јазик, кој бил општ јазик на сите Словени 3 века, доживеал таква судбина да биде одвоен или признат најкасно од сите словенски јазици. И, значи, покрај анализата на граматиката, тоа е многу значајно за оценката на македонскиот јазик, како што направиле и другите рецензенти. Но и Вајан, Андреј Вајан е јужнословенски славист, академик во Франција, меѓутоа он потврдува или укажува дека македонскиот јазик е оформен пред сите други балкански јазици пред 19. век. Тоа е голема потврда за самобитноста на македонскиот јазик, кој што е поврзан и се разбира и со самиот македонски народ. И други се искажале, се искажал и Ланд, се искажал и Сергеј Бештан пред војната, најзначајниот славист во СССР, но по повод граматиката се искажува за македонскиот јазик 48 година. Така што големо е значајното за промоцијата на македонскиот јазик на оваа граматика, покрај се разбира значењето кое што го има трајно во сиот повоен период. Морам да кажам дека тоа е плод на една голема љубов кон народот и кон јазикот и како одлика на целокупната, на народот и на целокупната интелигенција за една голема морална височина. Кога ќе се најде во една ситуација, во еден историски момент, да одговори или да биде на ниво на задачата на тој историски момент, така што многу од интелектуалците кои што се формираат и национално се определени 30-тите години влегле во основоположбите на македонската
македонското општество, значи во сите области, не само во хуманистичките сфери, во историско-општествените сфери, како ги викаме, туку и во екзактните науки, формирајќи институции или отпочнувајќи активности кои што се од значење за македонската нација. Ова кога го спомнавте, се потсетив, има Круме Кепески едно свое мислење околу македонскиот јазик, дека тој фактички представува духовност на македонскиот народ, така што мислам на некој начин доаѓа во или се приближува до она што и самиот Крсте Петков Мисирков го спомнува, односно духовноста, и тоа е една поприлично широка мисла која што ако ги земеме во предвид денешниве моменти околу јазикот и литературата и историјата, таа духовност ние сепак ја имаме во некој континуитет. Апсолутно, и тој пристап кон јазикот, дека е духовност како за поединецот, дека јазикот укажува за личноста на поединецот, јазикот кој го говори за личноста на поединецот, а исто така народниот јазик, говори за идентитетот на народот. Таја идеја е резултат на претходниците. Морам да кажам дека за Крсте Мисирков мојот татко дознава 44 година. Не било познато тоа во белградските кругови, иако по некои индици Белич ја имал за македонските народи. Тие неколку примероци останале и така натаму, меѓутоа тоа не било во функција на наставата и така што тоа е касен контакт на татко ми со Крсте Мисирков, меѓутоа и многу содржаен. Он одма и кажал дека да, Крсте Мисирков да не бил научник, ќе го одберел својот локален говор за основа на македонскиот јазик, а тој ги определи запрво централните говори познати во јавноста како основа за едниот македонски литературен јазик и многу значајни други определби кои што укажуваат на тој пристап кај Крсте Мисирков кој што укажува на посебностите на народот или како се создава говорот од посебноста на народот, од неговите активности, од неговиот живот, од неговите песни, од неговите мислења, од неговите вредности и сето тоа како целина е искажано во јазикот. И така има една значајна определба кај Крсте Мисирков, малку е подолга, а можеби, меѓутоа битно е да се знае дека таја страна кај Крсте Мисирков, која е во продолжение и во исказот дека јазикот е духовност, значи е резултат и на една ширина, на осознаеност на овие профили на интелигенцијата која настасала 44-45 година во Македонија и која што направила голем продор за идентификацијата на македонскиот народ. Значи, битно е да се укаже дека во тај смисла, нели, тргнувајќи од корените, да се прихватат јазични решенија во кои ќе се внесе научна содржина како во практичност, во практичното, а доколку се прихватливи за современоста, да бидат решенија во јазикот. И целиот напор кој што го вложува мојот татко е во практичната изградба
на македонскиот јазик, потоа е многу познат. Јас ја средив архивата и има многу решени термини, некаде повеќе од 1000 термини во различни области, во различни науки, за општа употреба и така натаму. Големи дискусии се воделе во однос на некои зборови се резултат на неговите залагања. Кои веќе ги користиме во практиката? Да, влезени се, апсолутно. Како што е и во терминологијата, решенијата се прихватени во техничките науки, во правните науки, во економските. Принципелно се мисли дека практичниот ангажман како да не припаѓа во науката, што е неприхватливо, бидејќи без познавање на науката за јазикот вие не можете да најдете решенија. Воопшто еден приод е прихватлив и познат, значаен за европски размери, во основа на на конципирањето на Европската Унија, тоа е процесот на надминување на состојбата. Произлегува од најзначајната филозофска мисла во Европа, која е во основа, во базата на создавањето на Европската заедница. Тоа е секако германската филозофска традиција, како што и франциската социјалистичка мисла, но значи важно е да се укаже на тоа дека ние мораме да доваѓаме до крај во процесот на научните истражувања, да понудиме и практични решенија. Значи, едно абстрактно ниво на сознание се преточува преку науките, кои што покажуваат што е тоа во стварноста и што можело да биде, а не е остварено, и како да се реши. И тука е сега и оваа одговорноста и на современата интелигенција во општеството. Да, ние неколку пати сме ја спомнале оваа тема и сакав барем на кратко да ве прашам. Какво е вашето мислење од аспект, знам дека вие интердисциплинарно ги проучувате некои прашања, каква е улогата на интелигенцијата последниве 30 години, бидејќи знам дека вие барате одговори преку социологијата, филозофијата, политичката економија. Можеме ли да ја окарактеризираме во една кратка форма последниве 30 години, бидејќи сме разговарале за онаа која што беше и пред војната, но и веднаш после војната, колку луѓето се внесувале и трудолюбиво действувале во градењето на институциите, но што се случува од 91 година наваму? Вака, Наташа, мора да се укаже на тоа дека има една ограда и една пречка во действувањето на интелигенцијата во јавноста. Затоа што научните јазици, научниот јазик не е комуникативен. Тој е сведен само на таа група или таа дисциплина која го познава. Дури и внатре има проблеми за прихваќање, при препознавање на некои термини. Значи, науката не може со својот јазик во јавноста да биде популаризирана. Таја мора да се сведе на популарна наука, да се приближи во разбирањето заради јазикот кој не е комуникативен. Меѓутоа се случи уште нешто, знаете, денеска да останат научните истражувања само на ниво на научни дела, на научни прилози, дотолку повеќе што презентацијата во јавноста
се случува во, така да речеме, политизирано општество, каде што медиаторите, знаете, ако вие презентирате научни ставови во определена политичка препознатливост на определени медиатори, тогаш науката се врзува за политиката, за конкретниот облик на политичка припадност, што научниците избегнуваат. Така што има и реални препреки за учеството на научниците на научните придонеси во јавноста, иако ние сме биле јас сум била универзитетски професор и ние знаеме дека законот за професори бара јавен педагошки труд. Значи презентација на научните, значи широка презентација на научните сознанија, да не останат оние екс катедар сознанија и знанија, тоа го бара. Меѓутоа, наидува сега во ова време на политизирано општество големи препреки во однос на колебањето кај научниците за презентација. Меѓутоа, морам да кажам дека сепак некако со преодот на системот не се снајдоа или прихватија некритички, многу позитивистички приоди во науката, кои што, нажалост, не ни помогнаја во развојот на македонското општество или во македонскиот развој и некакви варијации, наместо да се дистанцираат од позитивизмот на претходниот поредок во различни области на различен начин искажани, се помина на едно некритичко прихваќање на позитивизмот од западните природи, наместо да се ориентираат на најдлабоките, најзначајните остварувања што фактички европската заедница ги прихваќа и ги поздравува преку своите правни акти. Они внесуваат таја содржина, впрочем, како и што јазикот мора да има содржина, така и овој процес треба да се препознае дека е базиран на некои трајни или подлабоки природи и во сферата на сознанието, на свеста, било во филозофијата, било во науките. Ние многу често соработуваме, кога зборувам ние, мислам пред се на историчарите, со социолозите и филозофите, особено кога разгледуваме поими, прашања кои што се од новиот век, особено кога проучуваме за процеси како се одвива развојниот пат на еден народ, како тоа треба да се толкува во јавноста, како да се прикажува во научниот свет. Фактички, тоа го работиме интердисциплинарно. На неколку пати имам забележено, спомнувате за македонската ренесанса во развојот на македонскиот народ. Вака веќе од тоа што разбравме од приодите кај Вајан и кај Дебреј, впрочем и кај Крстен Бисирков, македонскиот пристапот кон македонскиот народ и македонскиот јазик, се разбира, е континуиран. Значи, ако Дебреј уште на почетокот го означува како македонски јазик, во времето кога действуваат Кирил и Методија, кога создаваат 9 век, кога да бидам создаваат литературен фактички кодификација. Кодификација прават со глаголицата, создавајќи ја глаголицата. Значи, тој континуитет трае
бидејќи создавањето на народот се некои процеси кои што се објективни, економски, но и, така да речам, условно речено, културни во периодот на создавањето на народот, поврзување едно како резултат на што јазикот се развива и се афирмира, се употребува и е корисно средство, ама и се развива, бидејќи тие дејности се осликуваат во јазикот. Тој антрополошки, таа антрополошка поврзаност на народот и јазикот, така што тие постојат во континуитет. Јас сум изненадена дека, например, некоја дилема се јавува при османскиот период, дека таа административна некоја поделба која постои, како да го десавуира процесот на создавањето на народот. Тие се други процеси кои што го создаваат народот, не административните процеси. Административните или религиозните, како, не знам, под ознаки, не се основните кои што го искажуваат процесот на создавање. Така што народот во континуитет се создава. Кога можел Адревајан да каже дека пред 19. век е создаден веќе е определен веќе македонскиот јазик, што нема промена по тоа. Замислите, пред 19. век и тоа пред сите други балкански јазици, он е значаен јужнословенски славист, кажав дека он е и формиран, он доваѓал во Белград кај Белич, впрочем како и Дебреј што бил негов студент. Така што Белич е една централна фигура во јужнословенската наука, така што влијае многу на целата јужнословенска територија. Така што не може да се негира. А сега, поради политички причини и поради решенија во Историската комисија, постои некој обид да се изрелативизираат работите и тоа на многу точки. Се забележува дека ние сме, така да речам, се дистанцираме од светската и од балканската историографија, сме дистанцирани и се сведуваме само на нашата наука, место да прихватиме, односно да гледаме од аголот на гледањето на тие историографии. Значи, создавање на една атмосфера за да може да се дојде до некакви компромиси, односно до напуштање на нашето историско сознание. Одма да потврдам дека сиот, апсолутно сиот, пишан материјал, пишан облик на научен и политички програмски е пристапот кој ние го познаваме како природно научен. Тоа значи дека нашиот народ се создава во еден континуитет и како резултат на тоа и македонскиот јазик. Дури и во комунистичкиот период, 50-тите години, изданието на Лазар Горишевски, каде што има големи придонеси, односно пристапиле со своји анализи повеќе личности, значи и под аурата на такво едно гледање останал природно-научниот приод кон македонскиот народ. Значи, сега ова, во последно време, реков, неопростиво е да се изрелативизира, се укажува на тоа дека
прво, дека народот не треба да се гледа во континуитет, како да има некакви прекиди. Кои се тие прекиди? Да, Крстен Мисирков говори за прекид, ама во една друга смисла, дека, како што и во другите науки се укажува, дека Ренесансата е прекината 14 век, дека Крстен Мисирков, укажувајќи на тој вруток кој што бил создаден во почетокот, дека покасно замрел и се свел на народно творештво, не толку на создавање, туку не за создавање на литературен јазик. Тоа е тој некој наш специфичен облик на развој, кој што не може да го негира развојот нити на јазикот, нити на народот. А друго, кое што релативизира сега исто така некои сознанија кои што се релевантни, кои што се основни во историографијата, се таја, замислите, нацијата да не се врзува за старите граници, тоа значи да се изрелативизираат териториите на распространетото на населението, на македонското население, и оттаму, нели, да се оправдаат некои политички решенија кои што се создадени. Ова сега што го спомнавте, токму ме асоцира на она што се случува со Букурешткиот мировен договор. Да, територијата е поделена, меѓутоа она што не е поделено и што не може да биде допрено, тоа е свеста на човекот македонец кој што живеел на таа територија и ја создавал таа духовност, тоа народно творештво. Фактички, тие граници не се поврзани со она што човекот го емитува, го доживува и го афирмира како свое, односно како македонство. Да. Меѓутоа, дали можеме да зборуваме за досадна историја? Денеска, да ги запознам гледачите, се одбележува 75 години од најстариот научен институт, Институтот за национална историја. Меѓу другото, поздравен говор имаше и од представници на извршната власт. И меѓу нештата што беа кажани, дека институтот создава македонски историски наратив. Дали може да се сведе една научна институција на толку симплифицирана работа, или пак македонскиот народ да создава досадна историја? Токму Крстен Мисирков им дал одговор како треба да постапат, да го прихваќаат неговото оригинално искажување. Потиснато е тој антрополошки приод. Знаете, а во Европската Унија се дадени решенијата како да се постапи кога еден народ со територија е поделен. Европската Унија управо ги создала тие конвенции за решавање на делови од народи и како да се разрешат. Место да се оди, да се следат таквите решенија во конвенциите за малцинства, за етничките групи, како се вика, и за јазиците, место да се следат тие решенија и да се бара решенија и за соседните наши делови во другите држави, влезени во другите држави, има решение политичко, има решение врз основа на тие конвенции и треба заложбите тамо да се барат. Токму во тие конвенции. Знаете, ова претензија сега да се изрелативизираат некои работи, оди секако негативно на развојот на македонскиот народ.
место да се ориентира и да се усмерат на задачите кои што стојат, да се надминат некои гледања од препознатливи како историски материализам, да се надминат и да се последиците да се надминат, особено од реализацијата на таков пристап. Место тука да се бара поле на активност за еден нов, тоа се укажува и на таквите претензии за еден нов метод. Меѓутоа, во европски рамки, новиот метод е надминување на постоечкото, а не разрушување на постоечкото, не рушење, не негирање, туку надминување. Тоа е се уште стар метод, присутен, многу карактеристичен за социјалистичкиот свет и за пристапот познат како историски материализам, кој што произлегол од потребата да се, како се вика, да се застане на оној развој кој што е прокламиран преку политичките претензии на Социјалистичкиот сојуз, на СССР на исток. Наместо да се оди на основната база која е дефинирана во диалектиката, во надминување. Тоа е вистинскиот нов метод кој што треба да се применува. Значи, да сочувате од тоа што е постојно, да го ослободите за повиска фаза, како надминување. И односот, тоа е светски метод, тоа е основен метод во науката, во сегашноста да се реши минатото, како и иднината, место да се бара тамо патот, во, така да речем, во еден нов метод, како се бара сега, се оди во едни вакви неприхватливи и несакани правци кои што го негираат македонскиот идентитет фактички. Знаете, ако вие дефинирате дека не може во старите граници да има македонска нација, добро, нема, тоа е решено со европските акти, дека нема рушење или прекројување на границите. Да, ама други барања се бара. Сега испаѓа дека ние и културно се поделуваме, дека ние, значи, немаме тамо диалекти, не смееме да ги означиме, имаме ние дела во науката кои што говорат за диалекти, друго пристапот кон топонимите. Значи, наш принцип и принцип во екс-југословенските земји, во сите, имало и стандардизација во екс-Југославија на топонимите, иде на принципот како домашното население тие топоними ги разбира и ги ословува. Сега се наведува некаков принцип дека онака како што сега Грција ги ословува таквите топоними, ние ќе мораме со овие процеси после Преспанскиот договор се разбира да прихватиме заправо грчко именување на тие топоними, надвор од тоа што голема штета се направи кон делот на македонците кои останаа во Егејска Македонија како недефиниран ентитет, бидејќи наспроти на тој ентитет се создаде еден ентитет кој што е наречен македонец од преселените населенија од Мала Азија. И сега останати и недефинирани со јазик кој што не е ословен како македонски во Егејска Македонија, а за Пиринска Македонија да не зборуваме воопшто, тамо процесите се толку замрени да е просто жалосно да се зборува
за една земја која припаѓа на Европската унија. Така што многу прашања се отворија. И економските овие ознаки исто така се прашање на идентитет. Се е тоа прашање. Значи една развиена теорија за идентитетот која што оди во еден друг правец. А тоа е, како е, ако се свати историското како секое пројавување, во секое пројавување е историското. Нели, Хрватите имаат израз повиест. Се што се пројави, се што е вест, е историско. И едно друго решение на пристап кон општеството со оглед на сето тоа. Ама, за тоа треба навистина голем труд и големо познавање на теорија. Не случајно нагласив дека вие интердисциплинарно работите покрај тоа што ви е примарна окупација социјалната теорија, но филозофијата и економската политика тука се блиску до вашите размислувања и проучувања. Со намера ова го спомнувам за да не емитувам тесен историски поглед кон нештата, особено кога станува збор за нешто што беше представено во академијата под наслов историографијата во транзиција. И во целиот тој настап слушнав дека немаме критички осврт, што не е точно, дека немаме компаративен пристап, што исто така не е точно, посебно оние кои што ги работат антиката, средновековието и новиот век, без методот на компаративно проучување на нештата и не можат да работат. Меѓутоа, дали вие, може, повеќе го разбирате од мене терминот ретроспективен национализам? За мене е една синтагма нејасна. Ако е национализам, е национализам. Сега, овој регресивен сака да каже дека ни се враќа национализмот од 19 век, демек тогаш, дека бил предоминантен. Можело да се каже само национализам, дека е и да се осуди тоа. Ама па и да се критикува од ваков аспект на негирање на се што е етничко. Замислите се негира етничката поврзаност на индивидуата, етничкиот континуитет, етничката територија, која покрај тоа е и база за основање на државата. Мислам, тоа е норма, тоа е внесено во легислативата европска и така натаму. Значи, еден претенциозен пристап да се изрелативизираат работите само затоа за да се најдат некакви компромисни решенија кои што ќе бидат во функција на политиката. И тоа е толку провидно и толку веќе меѓутоа нажалост се најдовме во таква ситуација да се одвиваат тие такви процеси кои што се негативни по односно. Не е точно дека треба да се негираат некои работи кои што се искажани во таквите пледоаје за историската комисија. Да не заборавиме дека има историска комисија и во однос на Грција и таа делува, само е некако потивка, завлезена е во некоја тишина, меѓутоа не знаеме како ќе изртат нивните преговарања, договарања. Не ни знаеме како работаат воопшто. Оваа комисија која што со Бугарија наместо да води битки на научен терен, гледаме дека води пред се компромиси, повеќе заликува на политичка работа, бидејќи само во политиката се добро дојдени компромисите, а во научната работа ние имаме спротивставувања,
Колку повеќе се спротивставуваме, толку повеќе доаѓаме до она што ни е потребно како научен продукт. Сметате ли дека може се она што представува научно достигнување овие 8 децении, ги имам во предвид сите општествени и хуманистички науки, да доживеат такво прикривање или негирање од страна на вакви политички инструменти наречени комисии, бидејќи нивното работење, независно што тие се производ на актуелната власт, односно на политичката номенклатура, меѓутоа доаѓаме во ситуација да се оно што е работено 8 децени или 80 години да биде негирано и не баре ние немаме соодветна наука. Не случајно кажав дека ние тесно соработуваме и со социолозите, и со филозофите, и со педагозите, и со психолозите. Конечно, историјата е колективна психологија, филозофија и така натаму. Сметате ли дека ние треба да возвратиме со својата научна работа на еден подруг начин? Видите дека овај процес кој што се одвива е таков што е резултат и на непознавање на работите, на жалост. Знаете, во Хрватска еден општ консензус се јавува во однос на дефинирањето на уставните прашања, каде што кој е резултат на голема активност на научната мисла и на филозофската мисла, која ги расчисти тие прашања. Така што свеста е општа за тоа како треба да се решаваат работите. Така што сета оваа состојба која се создава во Македонија ќе претрпи критика од надвор. Значи, решените состојби во, така да речеме, самостојните држави од надвор ќе мора да извршат во еден процес критика на состојбата во Македонија. Ние немавме капацитет да ги се разбира, при различни процеси кои што се резултати на влијание од надворешни елементи, да ги поставиме прашањата на еден коректен, императивен начин и да се дистанцираме од евентуално наметнати решенија. Значи да бидеме субјекти во водењето на процесите, политичките процеси, кои што се резултат на осознаеност, на научно познавање. Така што ваквите научни созданија се паралелни со научните созданија кои што во слободните држави. Како може да се дезавуираат или да се притнатераат, да се променат? Како може тоа нешто што е резултат на објективно согледан процес во науките? Значи, ќе мора еден процес на, како да речам, рекапитулација на тоа што е створено досега и да се извлечат вистинските заклучоци што се однесува и до науката, а богами и до политичките решенија. Јас ви благодарам многу. Имавме можеби повеќе теми од науката, меѓутоа се добро дојдени за нашата публика, бидејќи во овој момент ние во исто време и ја едуцираме нашата публика. Драги гледачи, добра ноќ, се гледаме следниот четврток. Благодарам.